Поваѓа човек да работи у странство. Не можеш ти овде, што ќе прави? Како и сви он наши некои работи у странство и киде. Ама што да прави? Жена му мераклика била такова малце бегала во око. Чакрлика. И како да се заштити некако, бар да знае, а он знае дека нешто ќе има него, да е сигурен кога ќе се врати. А вика с комшу се живееме, разбираш, ќе го замолу njega. И отиде кој комшу вика, слушај ти кажеш, комшу, сакам да иду да работам у странство, ама мучи ме тој со жена, вика поштено. Нема многу верба у њума, чисто да знам кад се вратам. Може ли ти си туј карши, кад видиш некој мушко да доаѓа кој њума, ќе заковеш едну шајку на врата и ја кога ќе се врату ќе знам колку пут ме е преварил, ако ме е преварил. Иде овој, работи годину, 2, 3, нема га да печали поише паре, кумалска работа. Да не троши за пут, па поклони со тој. И враќа се после 3 години, улази во двор, гледа на улазни врата, 3 шајке сам. Па мисли си, види, поштено, па ја там беше јавно кој ќе сега, да не се лжемо, 3 пут за 3 години и не е многу. Не, ништо, не. И вика, ајде да го прашам комшу дали е такој. Комшо бе, вика, гледам 3 шајки, вика, само толку ли, само тројца ли мушкарци легна со кој њума? Комшо бе, а ја ќе те замолувам, кога ќе идеш у странство работиш, не ми оставља овакви обврски. Па трети врата со што ги менјаме, па не може ја више. Па имам си ја работа. Фамилијаран човек, што? Се куде комшу ли да помага? Ајде.